предвидувам зголемување на ставката за трансфери до фондот за здравствено осигурување со цел да потоа преку законско решение го зголемиме периодот на породилно отсуство од 9 на 12 месеци. Ова не е само нешто што е потребно кај нас, туку ова е и препорака на Светската здравствена организација, која што вели дека доењето на малото дете е исклучително важно за неговото здравје и за неговото понатамошно екзистирање во општественото опкружување, да се продолжи на 12 месеци. Ова исто така ќе влијае многу и на здравјето на мајките и на намалување. Истражувањата велат дека колку е поголемо породилното отсуство во една заедница, толку се помали случаите на онај породилни пореметувања кај мајките. Иако сакате, еве и по вашата капиталистичка логика, дека едно здраво дете депресија, не, значи има различни ствари, не е само депресија, и некои други заболувања кои што може да се јават кај мајките. Исто така тука може да се каже дека ова е и на некој начин стимулација со практично главната политика со која се фалеше власта, тоа е дека ќе работат на зголемување на наталитетот, па сметам дека од таа причина и очекувам поддршка од владеачкото мнозинство, затоа што на овој начин сепак се стимулираат родителите да имаат повеќе деца, затоа што ете ќе добијат мајките подолг период на породилно отсуство. Благодарам.